Земјоделството е основна гранка на жителите на општина Ново село. Оние што останаа по селата се занимаваат со градинарство, овоштарство. Меѓу нив и Боро Закиров. Одгледува овошки на околу 2 хектари, но смета дека нема кој да ги работи обработливите површини во оваа општина. Ова поле е веќе празно тука. Едноставно луѓето не знаат што да им прават на нивите. Нелогично е човек земјоделец со 6 хектари своја земја буквално да биде социјален случај и да му биде исклучена струјата. Тоа го има. Луѓето овде немаат визија што да прават со земјата, дури и тутун повеќе не се произведува. Што треба да се направи, господине Закиров? Да се направи визија. Визија. Државата ја запостави земјоделската наука. Едноставно луѓето не знаат што да прават. Вложуваат и на крајот тие се во загуба. Немаат повеќе силите да лутат. Оваа година луташ, до година луташ. Не дека нема да се произведува или нешто да се произведува квалитетно, дека нема пазар. Има. Доколку на ова подреше, затоа што сме на тробење. Овде, значи, покрај нашите граѓани пазаруваат на големо држави на Република Бугарија, па и на Грција, доколку имаш квалитетен производ. Во општина Ново село бугарите се честа слика. Доаѓаат индивидуално, но и организирано во групи. Кој на пазар, кој по угостителски објекти. Признаваат дека доаѓаат во ова општина пред се поради квалитетот на производите и ниските цени. На разходка за разнообразие, да видиме какво има, да си купиме нещо, да седнем да пиеме кафе и да се преверим. Мислите дека овде е поевтино за разлика од Бугарија? Не, цените са почти същите. Мисля само че качеството е малко по-добро. Стварно има много, на пат идат по сабота по 2 автобуса, по 3 доваѓаат. Има, да. Има много бугари. Тук празнувахме рожден ден, сега да. 75 годишнина на жена. Събрахме се група, която живеем в нашето село много добре. Тя ми е сестра и дойдехме тук да си направим рождения ден. Бугари доаѓаат и да уживаат на природните убавини што ги нуди планината Беласица, по кој е препознатлива општина Ново село. Тука се водопадите, изворите, богатата флора и фауна. Угостителството и туризмот може да бидат носечка гранка во оваа општина, ако локалните власти помогнат, вели собственикот на Подгорскијанот Колешино. Многу малку или да не кажам воопшто не сме слушнати од страна на општините или општинските власти, за да можеме да направиме едно поне повеќе дружење, за да размениме мислење и потреби или можности. Така да мислам дека е штета за тоа што ние во угостителството функционираме секој засебно и многу тешко одаат работите кога сме како единка. Ако можеме да направиме една групирање, а да може и да уклучиме дел од општината во таа наша проблематика, мислам дека ќе биде идеално и потенцијалот тогаш ќе се дојде до израз и ќе можеме да го видиме она правото што го поседуваме како природни ресурси, како угостителски познавања, како специјалитети и така натаму. Во општина Ново село за неколку недели ќе има избори. Граѓаните ќе избираат градоначалник. Последниот, Боро Стојчев, си даде оставка откако беше фатен за шверц од цигари и осуден на половина година затвор. Новоселчани сметат дека новиот градоначалник треба да не лаже, да не краде и да биде градоначалник за сите. Каков градоначалник? Да биде добар за сите. Без разлика кој да. Да мисли за народот. Партија не. Новиот градоначалник треба да има, да биде добра личност, да прави добро за народот. Да не лаже, да не краде, народот да го сака и он да ги сака народот, да работи за народот, не само за него. Од секој каплен, секој се работи за него, а за народот нема ништо. Ми што мисля за земјоделците. Ние сме земјоделци и за това сакаме да видат, за земјоделие да гледат. Посебно на младите да им ветат нешто. Барем идеи, 50, 100 идеи, како овде живот да се врати. Нелогично е овде, погледнете лево и десно какви убавени се ова Беласица, огрижена оваа страна. Никаде тоа богатство не е искористено, никаде. Да се фокусираат на проблемите што ги имаме од секојдневието и да ги тргнаат оние лични интереси
како што кажев пред малце, јас, бате и тата. Значи, ние сите сме во таа општина, ние ги бираме, значи не случајно го се вика татко на општината. И сега мислам дека треба малце по-родителски да се ангажираат. На престојните избори за градоначалник на општина Ново Село ќе трчат бизнисменот Никола Андонов како адут на СДСМ. Тој беше во градоначалничката фотелја во периодот од 2005 до 2009. ВМРО ДПМН пак ќе трча со Николча Стоилков, правник и вработен во Царинската управа. Ова значи дека до крајот на април ќе се знае кој ќе ја предводи оваа општина до октомври 2021. Новиот градоначалник на општина Ново Село, откако ќе го добие мандатот, ќе влезе и во нов кабинет со оглед дека општинската административна зграда во Ново Село во моментов се реновира и реконструира со европски пари. Европската унија одобри половина милион евра за реконструкција токму на оваа зграда, која што треба да заврши со изборот на новиот градоначалник на општина Ново Село.